Председателот на Република Македонија и врховниот командант на Арама Ѓорѓи Иванов заедно со началникот на генерал-штабот на Арама Методија Величковски денеска беа во работна посета на касарната Јане Сандански. Началникот Величковски вели дека целта на посетата е да се утврди подготвеноста на баталјонот за справување со можните предизвици при нараснување на бранот на бегалци, а кој се очекува во наредниот период. Во текот на неговиот престој представивме организатско-форматска структура на единицата, можностите, капацитетите и воедно по представителот имаше можност да проследи една мала тактичко-техничка вежба која се прави редовно пред упатување на војниците и единиците на справување со мигрантската криза на јужната граница. Она што е битно да се потенцира дека вториот механизиран пешајски батальон кој базира во гарнизонот Штип е еден од носечките единици на армијата. Традицијата е долга затоа што самото оценување на единиците декларирани за мисии надвор од Република Македонија почнува од гарнизонот Штип со билатералната вежба Македонски Блесок 1, која во регионот веќе постанува препознатлив бренд. Величковски забележа дека предизвиците на вториот механизиран пешадејски батальон остануваат и за наредната година. Неговите припадници покрај тековните активности имаат за задача и продолжување на оценката која ја доби пред 3 години за оценување на македонската борбена група чиј носител е овој батальон. Прашан за актуелното заговарање за воведување на двојазичноста во земјава и како тоа ќе се рефлектира врз работата на Арама, Величковски одговори дека македонската армија работи согласно законите и никако на друг начин. Во законот за служба во армијата на Република Македонија во членот 5 е недвосмислено, концизно, јасно, без предметно за дискусија дефинирано начинот на употреба на македонскиот литературен јазик и неговото кирилско писмо. Тоа подразбира дека секој вид на кореспонденција, командување, извршување наредби, изработка на документи во мир, во војна, изработка на правила, доктрини и упатства е исклучиво само и на ниту еден начин освен на македонскиот литературен јазик и неговото кирилско писмо.